Добар ден, јас сум наставник Ленче Јаневска и на овој час ќе обработиме содржината за клетки, ткива и органи, при што вие ќе научите за усложнување на градбата на растителниот и животинскиот организам. Хајде прво да се потсетиме за градбата на животинската и растителна клетка, за нивните градбени делови. Тоа беа јадрото, клеточна мембрана, Голџи систем, митохондрии, цитоплазма, ендоплазматичен ретикулум, рибозоми. Тоа се градбени делови кои што ги има и ги двете клетки. Лизозомите беа органели карактеристични со животинската клетка, а хлоропластите и вакуолата органели кај растителната клетка и клеточниот зид како градбен дел само кај растителната клетка. Живите организми можат да бидат едноклеточни и повеќе клеточни. Едноклеточни организми, кои што тука ќе ги разгледаме бактериите и протозоите, нивниот организам, самото име покажува, е изграден од само една клетка, при што таа клетка функционира како самостоен организам во кој што се одвиваат сите животни процеси, како што се исхрана, осетливост, излачување, растење, размножување, со што им овозможува на овие едноклеточни организми функционирање во животната средина. За разлика од едноклеточните, кај повеќеклеточните организми, како што се растенијата и животните, нивните организми се изградени од многу клетки, при што веќе знаете дека човечкиот организам се претпоставува дека е изграден од 100 трилиони клетки. Од сите тие клетки, во однос на нивната функција, која што ја вршат во самиот организам, постои одредена разлика и таквите клетки се наречени специјализирани клетки, кои што ние ќе ги разгледаме на овој час. Овде имате различни специјализирани клетки, при што, ајде овде би сакала да се обидете, ако можете да ги именувате некои од овие специјализирани клетки, каде што е дадена само првата буква од нивното име, а јас сега ќе ви ги кажам нивните имиња. Тоа е поленовото зрно, мускулна клетка, еритроцит, нервна клетка, сперматозоид, палисадна клетка и јајце клетка. Значи, сите овие се специјализирани клетки кои што ќе ги разгледаме на овој час. Како прво, ќе ги разгледаме специјализираните животински клетки, еритроцитите. Тие се составен дел на крвта. Верувам дека секој од вас има видено крв и знае дека крвта е со црвена боја. Таа црвена боја пред се доаѓа од присуството на овие еритроцити. Всушност, во нивната цитоплазма се наоѓа една материја која што се нарекува хемоглобин и таа има црвена боја, а хемоглобинот има и друга функција во животинските организми, а тоа е да разнесуваат кислород низ телото. Овде имате прикажано како молекули на кислород се поврзуваат за хемоглобинот и на тој начин се разнесуваат со помош на крвта низ целото тело. Друго значајно за еритроцитите е во нивната градба. Значи, кај некои животни, кај човекот, кај еритроцитите нема јадро, со тоа има повеќе простор во цитоплазмата, зашто повеќе хемоглобин, имаат клеточна мембрана. Еритроцитите се толку многу мали што можат да поминуваат дури и низ зидот на најмалите крвни садови. Овде имаме други специјализирани животински клетки, тоа се половите клетки, кај животните и човекот, јајце клетката како женска полова клетка. Гледате како е таа поголема во однос на сперматозоидите и сперматозоидот кој што представува машка полова клетка и гледате како неговата градба е специфична во однос на функцијата што ја има, а неговата функција е да изврши оплодување на јајце клетката. Тоа му го возможува овој подвижен дел, опашка или камшиче, со кој што сперматозоидот може да се движи. Има малку цитоплазма, гледате во овде, и еве го јадрото. Значи, подвижноста негова
му овозможува да изврши оплодување на јајцеклетката, инаку по големина се многу ситни и можат единствено да се видат само под микроскоп. Невроните или нервните клетки имаат специализирана градба. Еве ги, значи имаат јадро, имаат цитоплазма. Од цитоплазмата излегуваат едни мали продолжетоци кои што се наречени дендрити и еден подолг продолжеток наречен неврит. Функцијата на нервната клетка и на сите нервни клетки во животинскиот организам е да примаат и да пренесуваат пораки. Еве како што овде можете да видите како се прима пораката со кратките продолжетоци, низ долгиот продолжеток се пренесува на друга нервна клетка и тоа е во вид на електрични сигнали. Еве можете и овде да видите. Ајде сега да разгледаме и некои специализирани растителни клетки. Ова е палисадна клетка, а ова е коренова клетка или кореново влакно. Палисадната клетка е зелена по боја, се наоѓа во листот, гледате ова е пресек на лист. Зелена е по боја бидејќи содржи хлоропласти и во нив се одвива процесот на фотосинтеза. Додека кај кореновата клетка, гледате, кореновата клетка испушта еден продолжеток, значи е видоизменета во еден продолжеток со чија што помош се врши полесно впивање или апсорбција на вода од самата почва. Ке гледате заедничките градбени делови и можете да видите дека кај кореновата клетка отсуствува хлоропластот. Еве како се врши тоа впивање, значи на водата и минералните материи преку продолжетокот на кореновата клетка и понатаму се разнесува низ растителниот организам. Значи, уште еднаш ќе кажеме, незината специализирана градба е во однос на незината функција, тоа е впивање или апсорбција на вода од почвата, а палисадната клетка во себе има хлоропласти, а во хлоропластите знаете дека се одвива процесот на фотосинтеза. Овде имате микроскопски приказ на клетки од тенка лушпа од кромит. Ева, значи оваа тенка лушпа представува всушност едно површинско ткиво на листовите на кромидот и тоа од нивната внатрешна страна и гледано под микроскоп. Еве ги како изгледаат тие клетки од тенката лушпа на кромит, гледате дека и тука отсуствуваат хлоропластите. Ајде сега да ги видиме и поленовите зрна. Поленовите зрна представуваат машки полови клетки или гамети кај растенијата. Тие се значени затоа што при опрашување тие можат после тоа да извршат оплодување во цветот кај растенијата, а нивната специализираност е во нивната градба, а тоа е пред се поврзано со начинот на кој што се врши опрашувањето. Дали е тоа со помош на инсекти, ветер или вода. Сега тука ќе изнесеме уште еден интересен податок за поленот во секојдневието. Е многу познат затоа што е многу јак алерген, предизвикува алергии кај луѓето, посебно е присутен во пролет во воздухот, бидејќи тогаш има интензивно цветење на растенијата. Овде на сликата можете да видите различни делови од растенија, како што е се плодови, цвет, корен, стебло, семе, лист. И тука сега се поставува прашањето како ли ќе се организираат сите овие делови ќе ја дадат градбата на растенијето, односно да се добие еден ваков растителен организам. За да се изгради еден растителен организам, ќе започнеме од најмалиот градбен дел кај растенијата, а тоа е клетката. Ева тука, значи повеќе клетки, слични по форма и големина, даваат ткива, а разни ткива сочинуваат орган, а сите органи заедно што функционираат го градат растителниот организам. Значи ева клетката, ткивото, ткивата го даваат органот и органите го градат растителниот организам. Кога ќе погледнеме во природата, можеме веднаш да приметиме дека растенијата се различни
по нивната висина, во периодот на цветење, давање на плодови и така натаму, значи нивната разноликост е голема, но ги поврзува едно сите растенија, тоа дека се изградени од овие 5 растителни ткива, кои што сега ќе ги разгледаме кои се. Првен да кажеме дека најмалата градбена единица на растенијата беше растителната клетка. И сега групите од клетки ги сочинуваат ткивата, при што ќе ги видиме кои се тие ткива. Првен, овде имате оваа слика од пресек на лист. Првен ќе го разгледаме површинското ткиво. Значи, тоа ткиво е изградено од клетки кои што го обвиткуваат растението и имаат заштитна улога. Основното ткиво го има во сите делови на растението, но во различни делови има различна функција. Овде, во оваа ситуација, во листот, основното ткиво врши фотосинтеза, бидејќи има хлоропласти, а додека во останатите делови, како што се коренот, стеблото, плодот и семето, има друга функција, односно складира резервна храна. Спроводното ткиво, еве го овде, го има во сите делови на растението. Негова функција е да ги пренесува сите материи низ растението. Механичко ткиво, тоа е изградено од клетки кои што имаат задебелени клеточни ѕидови. Негова функција е да го потпира и да го зацврстува растението. И ткивото за растење, кое што е изградено од клетки кои што постојано се делат, а сето тоа му овозможува на растението растење и заздравување на повредите. Сите овие ткива што ги спомнавме досега, значи во различна комбинација ги градат органите на растението, и тоа основните органи, корен, стебло, лист или цвет, плод и семе. И сите овие органи, поврзани заедно, низ кои што протекуваат животните процеси, го градат растителниот организам. Ајде овде сега пак подетално да видиме таа градба ке растенијата, тоа услужнување како оди постепено. Значи имаме услужнување на градбата кај лист и кај корен. Најмалата жива единица е клетката кај листот палисадната, овде кореновото влакно. После тие клетки го сочинуваат ткивото и ткивата пак заедно го даваат органот на растението, во оваа ситуација листот, а овие клетки тука го градат коренот. И сега понатаму коренот, листот и останатите органи на растенијата што ги спомнавме претходно, сите заедно го градат растителниот организам. Ајде овде сега да бидете малку критички расположени, па би сакала да се обидете, да наблюдувате, да размислите, да споредите и да запишете и да дадете одговор на сите овие прашања, при што ќе дојдете на крај до заклучокот кој од овие од роботот и од човечкиот организам представува жив организам и зошто. Човечкиот организам и животните исто така се изградени од делови во кои што протекуваат животните процеси, а со тоа ги прави живи организми. Значи немалиот дел е клетката, повеќе клетки сочинуваат исто тука ткива, разни ткива даваат орган, а органите поврзани помеѓу себе, тука кај животните и кај човекот ги градат органските системи, а сите органски системи на крај го градат организмот. Сега тука имаме дадено пример за усложнување на градбата кај човек, но имаме дадено усложнување на градба само кај еден систем, а тоа е кај циркулаторниот систем или крвоносен систем, уште се вика. Значи, како оди усложнувањето на градбата? Најмалата градбена единица представува срцевата мускулна клетка. Повеќе вакви срцеви мускулни клетки го градат срцевото мускулно ткиво. Тоа ткиво и други ткива го градат органот срцето, чија што функција е да помпа крв во човечкиот организам. Сега, понатаму,
Срцето и крвните садови, поврзани помеѓу себе, го даваат циркулаторниот систем или крвоносниот систем, чија што функција е да разнесуваат крв низ човечкото тело. Сега тука имаме повеќе органски системи прикажано. Еве го првиот циркулаторен систем што го разгледавме досега. Тука имаме услужнување на градба на мускулен систем, а во третата ситуација имаме на дигестивен систем или систем за варење на храната, во кој што систем ја прима и ја обработува храната која што ние ја внесуваме секојдневно. Значи, најмалиот градбен дел е мазната мускулна клетка, па имаме мазно мускулно ткиво, после тоа и повеќе ткива заедно, го даваат органот желудникот и на крај дигестивниот систем. Сега, овие три системи и уште многу други системи во човечкиот организам во кои што протекуваат сите животни процеси, кои што се поврзани помеѓу себе, на крај го градат човечкиот организам. Ајде сега тука преку асоциација пробајте да дадете одговор на ова до сега што го кажавме. Јас сега ќе ви ги дадам тука одговорите. При што можеме да кажеме дека клетката, ткивото, органите, органските системи го градат човечкиот и животинскиот организам, додека клетката, ткивото и органите го градат растителниот организам и можеме да заклучиме уште еднаш дека растенијата немаат органски системи. И на крај овде имате дадено како оди повторно тоа услужнување на градбата кај животните и човекот и самите растенија и нивната функција. Ви посакувам пријатно учење.